Она што сакаме да го постигнеме како царинска управа е баш тоа, царинската управа да ја приближиме кон граѓаните на Република Македонија. И баш од денеска, од Куманово стартуваме. Нашата активност се однесува по однос на 14 април, денот на Царинската управа на Република Македонија, односно имаме отворени денови на Царинската управа кон граѓаните на Република Македонија. Денеска ни е прв настан, стартуваме од Куманово, од сограѓаните тука од Куманово, сакаме да им ја приближиме оперативната работа на нашите царински службеници кон најмладите пред се во Куманово, они кои што се иднината на Република Македонија и они кои што треба да размислуваат допрва у која бранша ќе треба да се насочат и својата иднина да ја продолжат. Гледам дека има навистина преголема заинтересираност од нашите млади пред се сограѓани. Нашите оперативни тука на площадот во Куманово се нашите оперативни служби, оперативното оделение, попознато како мобилна царина. Тука сме заедно со началникот и дел од колегите кои што на лице место ќе презентираат на присутните граѓани работата секојдневна нивна од оперативна страна, со К9 кучињата, со скенерите што ги поседуваме за мали пратки и скенерот што го поседуваме за големи, значи за товарни моторни возила, а со тоа на лице место ќе им прикажеме на најмладите наши сограѓани што тоа царинската управа, односно оперативното оделение при секторот за контрола и истраги работи секојдневно 24 часа на ден. Би сакал да напоменам дека ова што го работиме денес, го работиме од неколку аспекти. Имаме своја визија како царинска управа и сакаме на младите луѓе да им се доближиме како царинска управа и да го смениме мајндсетот за царинската управа, меѓутоа и царинската управа да проба да го смени мајндсетот кај граѓаните, кај младите луѓе, затоа што сите овие луѓе тука еден ден, ако веќе не биле, ќе бидат дел од некоја царинска постапка, бидејќи за царинска постапка се смета и самиот премин преку гранична линија, преминување на граничен премин, и затоа овие луѓе ќе треба првин, најблаго кажано, да знаат како да се однесуваат наспрем царинските службеници, а и царинските службеници како да се однесуваат кон самите сограѓани, кон клиентите, односно оние што се делови од царинската постапка. Секогаш зборуваме дека царинската управа има неколку аспекти и на Република Македонија е една од клучните институции која што го полни буџетот, затоа што полнење на буџетот, а ние навистина тоа фасцинантно го правиме во последните близу 2 години, од 1.7.2024 година, имаме навистина добри резултати. Значи, кога зборуваме за полнење на буџетот, мора да сметаме на тоа дека нашите сограѓани со тоа добиваат подобри патишта, нови автопати, нови болници, нови училишта. Кога зборуваме дека имаме царински записници во однос на нашето оперативно работење, преку оперативната служба, преку мобилната царина, преку секторот за контрола и истраги, и кога зборуваме дека имаме царински записници на наркотични средства, на оружје, на лекови, зборуваме дека нашите семејства можат помирно да спијат, затоа што сето тоа не влегло во државата или е анулирано. Но третото и не помалку важно е ова зближување на царинската управа, приближување кон нашите сограѓани, затоа што колку и напор да даваме како царинска управа и да правиме резултати што е непобитен факт, дека се мерливи и видливи, а се навистина добри, колку и големи напори како царинска управа да даваме во однос на тоа што имаме фатено, колку и напори да даваме по однос на тоа колку го полниме буџетот, секогаш ќе наидеме на некој коментар во медиумите или на социјалните мрежи дека царината еве ова, царината ете она. Останало од порано мајндсетот и на граѓаните, морам да кажам дека царината ја гледаат како непријател на граѓаните, а не како партнер во царинската постапка. Тоа со вакви настани сакаме да го смениме и на нашите сограѓани од Куманово стартуваме, но и во цела Република Македонија да го потенцираме, затоа што ние кod царинска управа сонце да сме, па не можеме сите да ги огрееме затоа што некој сам чадор ќе извади и ќе се сокрие.
Сакаме на сите да помогнеме, државата да ја сочуваме, буџетот да го наполниме, да бидеме блиски партнери со сограѓаните, со сите учесници во царинските постапки, што се со комитентите, со увозниците, со извозниците, со транспортерите и да им кажеме дека царинската управа е нивен партнер и сите заедно треба да ја служиме на државата заедно. Детерминирате дека ќе се посветите на дигитализација, што ќе значи тоа? Подобрување на услугите и едношно Веќе активно работиме на тоа, од кога сме дојдени како нова гарнитура во царинската управа, активно работиме на повеќе проекти за кои сега не би можел поединечно да ви информирам, меѓутоа морам да кажам дека во моментов работиме на толку проекти што 10 на 15 години наназад во исто време не се работеле во царинската управа толку број на проекти како што сега работиме од аспект на дигитализација. Сакаме да ги подобриме условите на царинската управа, а со тоа ќе ги подобриме и условите за подобрување на брзината и квалитетот на царинската постапка.